На самиот старт на овогодишната бизнис лига на Македонија беа одиграни 10 надпревари. Во првото коло можевме да проследиме доста динамичен фудбал со изравнет квалитет и неизвестност во голем дел од надпреварите, што наговестува дека ни претстојува крајно изравнета борба за шампионската титула оваа сезона. Долгогодишното искуство на Трансмет во бизнис лигата дојде до целосен израз уште во првото коло од новата сезона. Играчите на Трансмет славеа убедлив триумф против НЛБ Банка со 11:3, што воедно и најубедлива победа во ова прво коло. Иако НЛБ Банка се обиде неколку пати да дојде до резултатски приклучок, квалитетот беше на страната на Трансмет, па оваа екипа сосема заслужено ја запиша првата победа. Бобан Велјановски беше најефикасниот во победничкиот тим со 4 погодаци, 3 постигна Амер Скендеровиќ, еден Скендеровиќ 2 пати стрелаше прецизно, додека Емир Бегановиќ и Живко Стојковски постигнаа по еден погодок. Македонски Телеком со победа против Факом ја отвори овогодишната бизнис лига. Полувремето заврши со резултатот 0:0, благодарение на одличните одбрани од страна на двајцата голмани, додека пак во второто полувреме Македонски Телеком беше далеку подобар противник и со 3:1 го доби овој надпревар. Стрелци на головите за Македонски Телеком беа Агром Пацоли и Ивица Велјановски, кој постигна 2 гола. Игор Бојчовски стрелаше прецизно за Факом. Екипите на Гранит и Евролинк водеа израмната борба во текот на целиот надпревар. Гранит на полувремето замина со минимална предност од 3:2, додека во второто полувреме и двете екипи постигнаа уште по еден гол, за конечни 4:3. Семир Прентич со 3 постигнати погодаци беше најзаслужен за овој стартен триумф на Гранит, а еден гол постигна и Пепи Мицев. За Евролинк успешни во реализацијата беа Ивица Стевковски и Филип Блажевски. Во дербито на колото, Лукойл успеа комплетно да ја надигра Уника и да слави со 5:2, иако на полувреме резултатот беше само 1:1. Сепак, подобрата физичка подготвеност и долгата клупа беа клучен фактор во триумфот на Лукойл. Мартин Аладјозовски, Владимир Секуловски и Жарко Климкаров беа творци на високата победа за Лукойл, додека Шабан Чупи и Бенјамин Гринца погодија за Уника.
Екипата на OneWip немаше доволно сили за пресврт во дуелот со Мепсо, кој на полувреме имаше водство од 4:0. Во вториот дел, OneWip се врати во игра, постигна 3 погодаци, но сепак не успеа да направи изненадување и го загуби мечот со 5:3. Екипата на Адмирал со голман играч успеа да изненади Окта. Адмирал уште на самиот старт од мечот играше со голман играч, што беше големо изненадување за екипата на Окта. Која не успеа најдобро да се снајде, па на полувремето Адмирал имаше водство од 4:1. Во второто полувреме Окта најде против игра, но немаше сили за целосен пресврт, па го загуби овој надпревар со 7:4. Екипата на ЈСП со две одлично одиграни полувремења успеа да дојде до победа над дебютантот Раде Кончар. ЈСП со одлично организиран напад, создаде отворени шанси кои успеа да ги претвори во гол, па на полувремето замина со 4:1 во своја корист. Со ист начин игра продолжи во второто полувреме, за на крајот да извоја висока победа над Раде Кончар од 10:4. Саво осигурување и ПКБ-ско водеа изравната борба во текот на целиот надпревар. Иако во првото полувреме има отворени шанси за гол, мрежите мируваа, па полувремето заврши со резултат 0:0. Во второто полувреме екипата на ПКБ-ско не успеа да реализира неколку зицер ситуации, а тоа го казни противникот и славеше со 2:1. Фабрика Карпаш загуби во мечот со Евана, кој одигра одлично прво полувреме и водеше со 4:0. Во второто полувреме Фабрика Карпаш се обиде да фати резултатски приклучок, но Евана не го дозволи тоа, па го доби овој надпревар со 6:3. Во последниот надпревар од ова прво коло Систина загуби од Рамстор. Првото полувреме беше крајно неизвестно кој екипата на Рамстор го доби со минимални 2:1. Во второто полувреме Рамстор успеа да стекне предност од 2 гола, кој што следеше промена во поставеноста на Систина, која се обиде со голман играч да се врати во надпреварот. Но ваквата игра не вроди со плод, па Систина го загуби овој надпревар во самиот финиш со резултат од 6:2.
Па пред све ова лига е за дружење. Значи пред се дружбата, после тоа нели сакаме да се освоиме некој место во ова такмичење, така да имаме солидна екипа, добра екипа и се надеваме на убав пласман. Сепак се работи нели за бизнис лига, лига во која што пред се резултатот нели е во втор план повеќе е дружбата. Прв надпревар оваа сезона, загубивме 5-3, да, малце поквалитетна екипа. Го загубивме реално надпреварот во почетокот, после се вративме, изигравме одлично второ полувреме. Го добивме 3-1, меѓутоа вкупниот резултат беше 5-3. И на крај победи подобриот. Мепсо беше лани екипата меѓу првите три. Ние релативно сме нова екипа со доста нови играчи. Треба да се играме малце и готова е сезоната, да, ќе покажеме повеќе. Се вашите цели од оваа сезона? Да. Како што кажав пред се, тука сме за забава, не резултатот не е во втор план, меѓутоа добро менталитетот тој сакаме да одиме што повеќе. Лани бевме ептен доле, сега сакаме некое место повеќе на табелата да бидеме, што ќе биде презвик. Пред се надеваме на подобар настап, на пласман на крајот од сезоната, но тоа не е најбитно. Најбитно е доверувањето и запознавањето на нови контакти тука во бизнис лигата. Па ова е прв надпревар кој што го играме во ова првенство и пред се одигравме само тактички колку да се одигра, бидејќи знаеме противникот дека не е квалитетен како што знаеме од минатата година. И дојдовме само да го одиграме овој надпревар, иако не бевме стандардни и игра и сите играчи кои што се во екипата. Значи беше повеќе тактички да се одигра овој надпревар, отколку бидејќи знаевме дека ќе победиме и за многу кратко време победуваме веќе со 4-0. Се надевам дека во иднина, бидејќи има појаки противници, ќе играме во стандардниот состав и ќе го одбраниме минатата година што го освоивме третото место и во регуларниот дел и во Final 8-от. Значи се надевам оваа година на поголем успех. Ова е наша прва сезона во бизнис лигава. Од надпреварот очекуваме мирна, фер, коректна игра, забава, дружење, очекуваме од лигата и се надеваме на добар резултат. Кои се вашите очекувања до крај на сезоната? Кој е место ваш приоритет? Па долга е сезоната, немаме сега некој приоритет. Првично е да влеземе во топ 8, во Final 8, после тоа се може да биде. Така да главно ние да влеземе во разигрувањето. Па ова ние бидејќи ни е прва сезона, ние очекуваме најпрво убава дружба, убава атмосфера, да се запознаеме со другите колеги. Како што гледаме тука се најголемите и најдобрите фирми од Македонија, тоа сме секако и ние, затоа сме дел од ова друштво. Значи сакаме дружба убава, сакаме фудбал, сакаме спорт, па резултатот нека биде во втор план. Во првото коло најдобри 5 играчи се Бобан Велјановски од Трансмет, Семир Прентич од Гранит, Виктор Петровски од Мепсо, Горан Грковиќ од Адмирал и Маријан Србиновски од ГСП. Голман на колото е Маријан Цветковски од Лукойл. Лукойл е екипа на колото, додека тренер на колото е Драган Стојанов од Евана. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите играчи кога беше најпотребно и допринесаа за подигање на моралот во екипата во ова коло беа Ивица Велјановски од Македонски Телеком, Илија Мандаров од Евана, Љупчо Павловиќ од СП, Александар Болинов од Фабрика Карпош, Мартин Ангеловски од OneWeb и Амер Скендеровиќ од Трансмет. На листата стрелци води Бобан Велјановски од Трансмет со 4 гола, Горан Грковиќ од Адмирал исто така има 4 постигнати гола, Семир Прентич од Гранит има 3 гола, Виктор Петровски од Мепсо има 3 гола, а толку има и Маријан Србиновски од ЈСП.